На дневен ред на оваа комисија денес ни е Законот за Академија за суди и јавни обвинители, уште еден закон кој што ја погрешил комисијата, односно не треба да се најде на оваа комисија. Овој закон, како и многу други закони што сме ги дискутирале на оваа комисија, не требале да се најде тука на оваа комисија, но владеачкото мнозинство продолжува со злоупотреба на деловникот и со ставање на дневен ред на оваа комисија на сите закони кои што треба да поминат на брза лента во ова собрание, сите закони кои што имаат сомнителна содржина, во нив се ставаат на оваа комисија, па така еве покрај законите кои што претходно поминаа на оваа комисија за автопатите кои што треба да се градат, а кои што нема ништо европско во нив, нема ниту кореспондентни табели. Продолжуваме денес со овој закон за Академијата за суди и јавни обвинители, кој што исто како и претходните закони нема ништо од усогласувањето со европските директиви и регулативи, бидејќи начинот на избор на суди и јавни обвинители е суверено право на секоја земја членка на Европската унија и не постои европска регулатива која ја третира оваа материја и од тука произлегува дека, како што кажав, власта манипулира со оваа комисија и со ставање на европското знаменце на вакви закони или на слични и на многу други закони кои што поминале низ оваа комисија. За злоупотребата на европското знаменце добивте опомена и од Европската унија, и од европскиот амбасадор Дейвид Гир, и од сите кои што се релевантни чинители на Европската унија ви укажуваат дека упорно ја злоупотребувате оваа комисија со тоа што ставате вакви закони, но очигледно дека тоа не допира до вас, па продолжуваме еве денес со овој предлог закон за Академија за суди и јавни обвинители, еден многу важен и суштински закон од кој што зависи иднината на судството, а гледаме дека се става на брза лента со европско знаменце само да помини овој закон и да го спроведете тоа што го имате наумено да го спроведите без разлика на критиките од Европската унија, без разлика на тоа дека го доведувате во прашање позитивниот извештај од Европската комисија, а зборувате за европски вредности, зборувате дека за тоа, за пристапување кон Европската унија, а ние сме се поблиску до добивање на негативен извештај од Европската комисија, бидејќи грубо се злоупотребува нејзиното име и процесот на пристапување, односно на приближување на нашето законодавство до европското, со тоа што упорно ставате закони кои што не се место во оваа комисија. Овој предлог на закон за Академија за суди и јавни обвинители, повеќе од 4 години СДСМ и ДУИ го поднесуваат истиот овој закон и сега на крај беше и претходно со европско знаменце, меѓутоа беше и на Комисијата за политички систем. Еве сега гледаме дека е само на оваа комисија за да помини со 2 дена расправа и да го донесете овој закон. А како што кажав, нема никакво усогласување на домашното законодавство со правото на Европската унија и со усогласувањето со европските норми. Затоа што секој посебно си ја уредува таа материја и не постои унифициран начин на уредување на оваа материја. Академијата за суди и јавни обвинители е најважна кога станува збор за квалитетно и независно судство, од каде ќе произлегуваат, навистина треба да произлегуваат квалитетни кадри кои ќе бидат суди и јавни обвинители, но тоа може во некоја друга нормална држава, не во нашата, во која што владеат СДСМ и ДУИ и кој што и каде што
има се, само нема независно судство и обвинителство. И нема независни пресуди, двојни аршини и се што може да се злоупотреби, се злоупотребува од оваа влада. Она што е најважно дека правото на граѓанинот е основно право да му суди независен и непристрасен судија. Тоа представува гаранција на општеството дека судската власт ја исполнува должноста што е доверена со Уставот и дека тоа право на граѓанинот е подигнато на највисоко ниво. Независноста на судството како институција се огледува во неговата независност и самостојност во однос на органите на законодавната и извршната власт, но и во однос на политичките партии, кои што кај нас гледаме дека политичките партии СДСМ и ДУИ го држат заробено судство. Независноста на судијата понатака како личност се огледува во неговата решителност да ја сочува и брани независноста и самостојноста на судството и секогаш да суди по закон во сите случаи и во секоја практика што кај нас, ако да не речам 100%, меѓутоа во најголем дел е спротивно на ова што ви го кажав и ништо од ова не функционира така како што треба да функционира во нашето судство. Изборот на судиите треба да е во еден транспарентен и процес и според и да се изведува според транспарентен закон. Стартна основа за да се подобрат тие 4% што ги имаме доверба во судството и 3% во обвинителството е овој закон за Академија на суди и јавни обвинители, односно доколку ние, односно вие како власт, како влада, имавте квалитетно решение кое што ќе обезбедеше независност при изборот на кандидатите за идни суди и јавни обвинители, доколку тоа решение беше квалитетно, понатака ќе продуцираше квалитетни кадри кои што ќе ги подобрија овие 4% што го доверба што ги имаат граѓаните во судството и 3% во обвинителството, бидејќи ќе избереше кадри кои што се достојни и ќе се на нивото на задачата која што ќе ја добијат, а тоа е да го водат овој правосуден систем во Република Македонија, кој што, за жал, како што кажав, е од првичните 8% колку што беа во првичната анкета спроведена од тогашната американска амбасадорка, за една година се стопија на 4% и ако се продолжи вака, со носење на ваков закон, со кршење на деловникот, само на сила да се донеси овој закон, за да може што полесно да изберете партиски суди и партиски кандидати, и овие 4% ќе испарат. Да верувате и ќе стигнеме до 0%. Сега имаме 4% доверба, но доколку го поставиме обратно и видиме колкава е недовербата на граѓаните на Република Македонија во судството, тоа се 96% недоверба, што е крајно недозволиво и несериозно за една држава која што се стреми да стане полноправна членка на Европската Унија, а има 96% недоверба од своите граѓани во институциите на системот, односно во, да речем, најважната институција, а тоа е судот и судовите и обвинителствата. Од тоа што го ветувавте пред да дојдете на власт, дека ќе го отворите судството, ќе донесете независно судство, ќе го отваравте нели како пупка судството, стигнавме да имаме 96% недоверба на граѓаните во судството во Република Македонија. Значи не да го отворивте вие судството, него комплетно го хаварисавте ова судство и стана нефункционално судство во кое што
никој повеќе не верува. Јас мислам дека ниту тие што се активни чинители, веќе и се активно вклучени во судството, ниту тие не веруваат во неговата независност и во неговата непристрасност при носење на одлуки. Ниту тие што судат, јас мислам дека веќе не веруваат, затоа што олкав процент на недоверба, јас не знам друга држава да има олкава недоверба, да има 96% недоверба во судството и 97% недоверба во обвинителството. Впрочем, за ова хаварија што се случи на судството и што се случува континуирано во овие 6 години, ова хаварија која што го руши комплетно правосудниот систем во Република Македонија за да стигнеме на 97% недоверба, за ова добивте пред некој ден потврда и од холандскиот амбасадор, кој што зборуваше за случувањата во македонскиот правосуден систем, односно за случувањата во судскиот совет, кој што тој кажа дека судскиот совет стана нелегитимно тело. Ова се зборови на холандскиот амбасадор, не се мои зборови, јас само ги пренесувам да ви кажам како представниците од европските земји кои што се тука во Република Македонија го доживуваат овој правосуден систем кој што е под владение, да речем, на ДУИ првенствено, а и на СДСМ. Со тоа што го оценуваат дека судскиот совет дека е веќе станат нелегитимно тело и ги ставија во мирување холандското финансирање на проектот врзан за судскиот совет, го стави во мирување, бидејќи не веруваат комплетно во ова што се случува во Република Македонија. Бидејќи ситуацијата е загрижувачка и дури е станата болна за гледање. Исто така ова се негови зборови што треба да одзвонуваат во ушите и на вас како колеги и на представниците на владата за тоа што се случува и за тоа дека не одиме кон подобрување, туку одиме кон тотално влошување и одиме кон 0% доверба. И овие 4% за брзо време со вакви закони, со вакви постапки на носење на закони и тие 4% ќе испарат и ќе ги снема. Така да понатака во неговото излагање зборува за политичкото влијание кај изборот на обвинителството за организиран криминал, политичко влијание во изборот на кандидати за суди и јавни обвинители. Дополнително со овој закон сега и ќе го загрозите и тоа уште повеќе, политичко влијание во сите судови и во сите обвинителства. А на сето ова морам да го кажам и одговорот од судскиот совет на овие констатации на холандскиот амбасадор е дека со внимание го проследили интервјуто, но засега немало да коментираат. Па што има да коментираат? Дали има збор што може да се коментира после ова? Дали постојат зборови кои што можат да го исправат се во ова што е погрешено? Благодарам, колега. Не постојат зборови, ќе ми дозволите да се доискажам, не постојат зборови затоа што сите знаат дека ние во Република Македонија, граѓаните на Република Македонија, комплетниот систем во Република Македонија функционира заробен. Заробен од страна на владата, заробен од страна на ДУИ и на СДСМ кои комплетно го заробија овој систем и го поклопијат, зашто секој ден добивате укори од сите европски држави. И благодарам.